Пациент починал поради лекарска грешка, а 10 години клиниката Жан Митрев преку финансиски малверзации крадела пари од граѓаните и од институциите. Овие сомнежи ги отвори истражувачката репортерска лабораторија во продолжението на документарецот Нечиста крв. Сопруга на починат пациент во клиниката Жан Митрев тврди дека нејзиниот сопруг животот го загубил единствено поради лекарска грешка. Ова е рутинска работа, за 5 дена нема простор за плашење и му препорача операција на байпас. Кој доктор го оперираше? Жан Митрев. Значи 21 ден мојот сопруг немаше диагноза. Крварење од коска, екстракорпорална интервенција од допир со силиконот, од анестетикот. 2 анестезии една по друга. Која е вистината? Додека сопругот бил во кома, Сарагинова ја повикал доктор Митрев на разговор, но дури откако поднела представка во Фондот за здравство за ситуацијата со незиниот сопруг. Разговорот наместо во насока на здравствената состојба на пациентот бил околу поднесената представка. Она што дава нова димензија на истражувањето е сведоштвото дека на Сарагинова и било кажано ти мора да купи лек кој воопшто подоцна и не бил наведен во отпусното писмо. Се снајдов некако. Ги купив и ги однесов. Колку чинеа? Чинеа 513.000. По ова новинарите од истражувачката репортерска лабораторија се насочуваат кон финансиските малверзации во клиниката. Откриваат дека првите се од 2011 година, а имало случаи кога Жан Митрев на пациентите им наплаќал услуги, иако државата веќе му имала платено за истото, а болницата добивала само благи казни и опомени. Изречена 1.540.033 денари. За што станува збор? Станува збор за тоа што Жан Митрев во тој период изведувал интервенции за ставање на фистули за вршење на диализа. Работата е што во првиот период Жан Митрев немаше случајно договор за такви интервенции и утврдено дека тој ги ставал фистулите, а не наплаќал интервенции кои што се однесуваат за операција на крвни садови, како што се вени и артерии, големи операции со анестезија, кои што се ми повеќе од 10-кратно поскапи. И тука е едната работа што на Жан Митрев им се скратени тие пари, значи Жан Митрев ги вратил назад парите кои што ги наплатил за тоа, бидејќи немал право да ги наплати. И после за врснува на тоа изречена му е казна. По објавувањето на истражувањето Нечиста крв, обвинителството отвори предмет по допрен глас, а од клиниката Жан Митрев соопштија дека ќе ја достава документацијата до надлежните служби. Истражувањето Нечиста крв е базирано на 24 пријави на граѓани од Македонија и Косово. Сведоштвото на Жанета Сарагинова посочува на финансиски малверзации, но она што е најболно за неа е дека поради грешка го губи сопругот. Вели не се надева, но очекува институциите да преземат нешто.